Почитувани, се враќаме назад во студиото и како што пред малку најавив во мојот разговор со колегата Андоновиќ денеска, за последен пат, нажалост, оваа сезона е професорот Методе Хаџијанев во студиото на Утрински печат. Професоре, добро утро и добро дојдовте уште еднашка. Може би го слушнавте нашиот разговор, дел од нашиот разговор, бидејќи пристигнавте некаде од прилика на крајот со колегата Андоновиќ. Говоревме за Русија, говоревме за Украина, говоревме и за Косово. Ја видовме вашата, ја прочитавме, ајде да кажеме, и вашата колумна, вашите ставови практично еден ден по вооружениот бунт на Пригожин и на Вагнер групата во Русија. Иако на почетокот веднаш реагиравте, напишавте ваш осврт на случувањата, што може да биде, што всушност представува, делот медиумите не пренесува такви информации, но еве, неколку дена потоа се испоставуваат некои од тезите кои што вие ги имавте напишано како вистините. Дека ова можеби накратко е некакво Вагнер шоу на оваа милитантна група, се со цел да се преместат неговите трупи, односно трупите на оваа платиничка група во Белорусија на границата со Полска. Дејан, значи прво мора да кажеме дека кога зборувате за геостратегија, многу малку знаат дека геостратегијата е посебна наука и таа не е екзактна наука. Тоа значи дека кога ќе правите анализа, многу е лошо ако одите на анализа да правите каде што факторите кои што ќе ги цените ги сметате со коефициент 1. И тоа значи дека очекувате дека сумата на поедините резултати ќе биде еднаква на збирот од тие резултати. Тоа нема да се случи. Тука е проблемот со геостратегијата. Втора работа е голем број од овој, како се вика, од информациите кои што беа пренесувани или беа земени како готови од западните медиуми, што само по себе укажува на тоа дека имате однапред некаква си бајас или некаква предрасуда, односно имате фасада во сето тоа. Значи не тврдам дека нема точни информации таму, туку кажувам дека имате одреден канал и кој што на тој начин добивате одредена нијанса на тие информации. И конечно трета работа е дека факт е дека имало некакво случување, факт е не тоа дека немало бунт против Путин, факт е дека тоа знаел дека ќе се прави. Меѓутоа она што некако сега со ова излегува е дека уште помаестрално е неговото однесување во приказната, не само на Вагнер. Тоа е како да го одиграш или ајде да кажеме овие борците во аикидото, значи како да искористите таа сила и да ја пренасочите во насока која што вам ви одговара, што сега само по себе, значи од ова како претпоставка, не тврдам дека е така. Да, овдека секако ги анализираме информациите кои што можеме да дадеме. Ниту заклучуваме, ниту заземаме страна. Така е. Значи би биле несериозни ако кажеме дека тоа е дефинитивно така. И за што е претпоставката? Тоа е претпоставката е дека има уште поголема утка, а тоа е дека Путин у суштина паѓа, напротив, тоа значи дека многу добро ја контролира целата ситуација. А ако успеал да го изменаџира онака ладнокрвно и да го остави до кај ќе оди шоугу, и според она што сега гледаме, добро, договарал и рекол, добро, ајде нека оди таму. Значи, како сега да парафразираме или да го поедноставиме за да може да разберат гледачите. Се сето тоа укажува дека сите оние како се вика информации кои што беа дел, се дел на онаа стара руска маскировка, што ја викаат, тоа е пуштете 10 лажи во етер, од тие една да е вистина, вие ќе го спуштите гардот кај оној кој што како се вика ја прима таа информација. Зошто е ова сега битно да го разбереме? Затоа што гледаме сега односот на нештата се сосема различни. Прво, Путин зајакна според ова, излезе некоја информација дека тоа е руска информација, дека 90% му се зголемил рейтингот, колку е точно не знам. Второ, видовме Путин направи уште нешто друго. Сега си ги откри со ова сите непријатели. Точно така. Имавме, да. Ги откри сите оние кои што имаат некако. Апсење на висок генерал полковник Сергеј Суровкин, односно според говораме западните медиуми, тој недостасува во јавноста, не излезен од саботата кога и се случи. Генерал полковник, така. Да, генерал полковник што е близок соработник на Путин, што и со колегата Андоновиќ говоревме и во минатото
водеш, односно имал вакви реперкусии во спречување на некакви бунтови во руската држава? Треба да видиме, затоа што излезе едно видео во кој тој повика, и тоа го снема. Тој го повика Вагнер да прекине со ова и сега многу е чудно ако тоа е навистина така. Значи, Велат дека корелацијата со Пригожин и помеѓу Суровкин било на високо ниво. Корелацијата со Пригожин е со сите генерали на многу високо ниво, затоа што човекот е очигледно мешетар кој што успеал да се издигне, да го искористи целиот оној систем во Русија, да ги знае слабостите и од шеф на кујна да стане оно што е сега. Сега, многу битна работа е тоа што у суштина сега целата оваа кампања сега создаде едно друг да кажеме феномен, а тоа е дека сега сите психолошки операции ПСАЕПС кои што ги прави Западот за да може да еродира Русија однатре, ќе бидат негативни. Тоа значи дека се ќе биде сватено како манипулација и како, значи ќе мора да се најде нов метод или нова метода преку која ако се остане овака. Значи претпоставката е дека ако навистина Путин зајакна сега после ова, ако навистина Путин сега се тоа толку добро маестрално го направил како што претпоставивме нели во колумната и така натаму и сега сето тоа значи дека ќе треба да се бараат нов начин, нов пристап во тие така наречени influence operation, затоа што се тоа во суштина не вроди плод. Друго, гледаме дека Путин сега имаше ненајдена посета на Дагестан, во која што таму има голема друга символика, каде што беше наводно пречекан како бог, да не кажеме, или своевремено Тито. Зошто е многу битно ова? Затоа што најголемиот број на загинати руски војници и на мобилизација е токму од Дагестан и од Чеченија, а причините се јасни затоа што овде е најголеми ефектите или амбициите на центрифугалните сили, тоа е за сецесија, значи, и со што всушност он други потези сега, значи, влече. Следен потек е исто многу битен, е праќањето на заменик министерот за надворешни работи во Сирија директно да пренесе дека Вагнер таму веќе ќе оперира под малце поинакви услови, значи под инаква констелација на односи. Тоа не значи дека Вагнер ќе прекине да функционира, да. Они ќе продолжат и понатаму да го користат, бидејќи не заборавајте, Вагнер е многу битен извор, особено во третиот свет или глобалниот југ, да ги води валканите операции и да го вади кешот. Токму така. Професор, ајде вака едно прашање во однос на оној војнички аспект. Рековме дека трупите сега се на Вагнер во Белорусија. Според информациите говорам, се оградуваме бидејќи она што можеме официјално да го прочитаме е многу малку, неофицијалното преовладува, меѓутоа тука се губи суштината на вистината колку се тоа вистина и колкави трупи станува збор кои што се префрлени во Белорусија. Едно јасно дека е тоа поблиску до границата со Полска. Ако знаеме дека Полска е членка земја на НАТО и дел од војната помош се префрла, поголемиот дел од војната помош се префрла токму од оваа земја на членка на НАТО во Украина, може ли да говориме за некакво идно во блиско минато некакви удори на самата полска граница од страна на Вагнер во периодот што следи? Дејан, значи прво вака кога зборуваме за Русија, мора да кажеме дека се е можно. Очекувајте го неочекуваното кое можем за Русија. И тука мислам дека со тоа ќе бидеме покриени во оно што сакаме да го кажеме, особено после инвазијата во 2014 година, агресијата на Крим и инвазијата врз Украина од 2022 година. Ако се сеќавате, значи каква шоу приредија, кога ќе нападнеме, како ќе нападнеме и на крај стварно нападнаа. И сега зошто е ова битно? Ова е битно затоа што паралелно на ова рековме у една прилика дека на почетокот на таа војна дека ќе има голем број на спијачи кои се активираат тук там во Германија, меѓутоа тие се многу повеќе активни на самата граница, во Полска, Чешка, Словачка, Романија и така натаму, кои што Бугарија да не зборуваме веќе, кои што работат на случаи на активирање или по потреба, значи да се активираат. Зошто е битно ова и каква врска има сега со Полска? Ова пред некој ден полскиот претседател заедно со Литванија, со литванските високи дипломати, значи беа во посета на Киев, во кој што всушност разговарале наводно за формирање на литванско-полски полски единици кои што треба да влезат во употреба во Украина. Да, со воена опрема, така е, тоа само по себе сега минува многу работи. Прво,
појаците не кријат дека Русија гледаат како непријател и дека имаат потреба од реваншизам кон неа, особено заради понижувањата кои што им се направени од Сталин и така натаму и така натаму. Второ, Полска е велесила во Полска веќе стана велесила, можеби најсилна во Европа. Значи слободно можеме да кажеме по опремата која што ја купи, по градењето на капацитетите и така натаму и така натаму и по пред се поддршката која што има од САД како главен сега тоа не е официјално, нели? Се уште постои импресија дека тоа се Брисел, Париз, Берлин и така натаму. Не стојат работите така на терен. Цените, например, на услугите се значително зголемени во Полска, ако сега видите, ќе видите дека Полска станува велесила и тоа е европска велесила и таа е, да кажеме, можеби лидер од новиот центар на онаа нова Европа која што заедно ќе ги обедини сите оние држави на границата со Русија, тоа е така наречената Источна Европа, но и добар дел од Централна Европа и Северна Европа, каде што се всушност и балтичките земји, кои што споделуваат исти вредности и исти перцепции на закана. Заедно со, за разлика од Париз, Берлин или или да не зборуваме за Мадрид, Лисабон и така натаму, кои што имаат сосема поинакви нели стравови и перцепции, што всушност е самиот проблем во Европа. Сега, ова е, да се навратиме на ова, што значи тоа? Тоа значи дека внимавајте, дел од Вагнер, групите ќе бидат на само 100 км или 100 и нешто километри од Киев. Бидејќи таму има еден теснец со кој Белорусија е на тој дел. Голем, а целиот фокус сега на целата контрафанзива, на сите сили на украинската сили на отпорот се наоѓа на југ и на југоисток. Југоисточниот дел од земјата. И така да Дали ќе има некако психолошко, не знам, вие можеби подобро, аз сме убеден дека подобро ги разбирате, дали ова практично значи доаѓање позади грбот на полскиот ударен војнички? Апсолутно тоа е маневар кој што всушност сега ги менува, значи географски ги менува работија, затоа што на Русија од секогаш било битна географијата. Со земањето на Крим, на пример, тие анулираат технолошка инфериорност во однос на ракетниот штит. Што сакам да кажам со тоа? За да може да функционира ракетниот штит на Западот, односно на НАТО, против рускиот систем и да биде ефективен, вие треба да бидат распоредени на одредени позиции. Со земењето на Крим веќе автоматски се смени многу. И заради тоа, всушност, тоа представуваше сериозен веќе потек, не толку дека многу сакаа да се помогне на Украина, отколку всушност смена на географијата. Ова е, да кажеме, можеби минорно во однос на значењето на смена на географскиот штит за ракетниот штит, но е исто така битен маневар кој што, да кажеме, во однос на време и во однос на сили може или да ја растегне, да кажеме, контрафанзивата на Украина, или да зададе нови главоболки кои што и не мора да имаат некаков успех. Може тоа да започнат со офанзивни саботажни дејства, кои што ќе бидат поддржани со прецизни гаѓања по критична инфраструктура. Хотелот во Краматорск, например, она што сега се случи, кои што западните медиуми упорно известуваат дека станува збор за воено злосторство, тоа е напад на цивилен објект, но руските тролови преку западно развиената технологија на ОСИНТ или на анализи преку отворено разузнавање или преку отворени информации, даваат сериозни анализи во кои што укажуваат дека тоа било, како они што го нарекуваат, дувло на да кажеме реално разместување или подготовка за платеници кои што треба да одат на војниот фронт во истокот на Украина. Сега, сето тоа всушност само по себе укажува дека можно е да видиме вакви сценарија. Не значи дека тоа ќе биде, меѓутоа тоа значи дека ќе биде главоболка за контраофанзивата на Украина, бидејќи секогаш ќе имаат дејства во заднината. Во заднината, така што е во услови на или војување. би било многу слично како што тоа во воен термин се вели оставена или уфрлена единица. Оставена или уфрлена единица, значи не мора сега они да прават десант, вертикален маневар, туку можат само да навлезат преку друга територија која што не сте ја очекувале или таа претпоставка не сте ја земале во предвид. Едно е јасно дека ќе ги следиме случувањата на терен, особено по овие пребранувања. Меѓутоа, професор Изминатов,
период од саботата еве до сега до денеска успев да поразговарам и со српски новинари кои што следат оваа проблематика, меѓутоа и во успостав контакт со украинска колега од сервисот на BBC на украински. Едно што беа согласни и двата новинара, односно аналитичари, ако може така слободно да кажеме, дека бунтот на Вагнер се дискредитира руската држава, руската армија, меѓутоа и руската политика во светот. Дали се сложувате вие со ова констатација? Во западната хемисфера дефинитивно. Зошто? Затоа што во западната хемисфера ваквите потези само по себе се по параметрите по кои се цени ефективноста на власта и ефективноста на водството, ова е крах. Меѓутоа, ако се сеќавате во контекст на економијата, во контекст на производството, во контекст на санкциите, во контекст на функционирањето на руската држава, рековме дека тие претпоставки не функционираат такаво. И за да, ако се сеќавате, говорев у една прилика дека единствен некој кој што излегол од таа западна Европа, кој што кажал сериозна работа, беше полскиот началник на генералштабот, кој беше во Вашингтон гостување, кој што рече за да може да се борите за Русија, треба да разберете руската култура. Они функционираат малку по инаков начин. Или што би рекле во наш жаргон, шашаво, ама функционира. Зошто е тоа битно? Затоа што кај русите е нормално право да се истепаат па да војуваат заедно. Кај русите е нормално да имаат меѓусебни бунтови и така натаму, во оние варварски стилови на действување и потоа да направат, да демонстрираат голема унифицираност или уникатност или единство. Кај русите е нормално да видите отпор или бунт и да се палите на тој бунт, не да го гледате тоа како предизвик на поредокот и така натаму, што е различно, да кажем, од западната култура, која функционира на едни поинакви правила, на една поинаков однос и на еден поинаков морален, да кажем, постулат или морални вредности. И сега, ако го земете сето тоа, ако го ставите во овој, да кажеме, контекст, ја би рекол дека да, ова е точно како што велат колегите со кои што сте разговарале, меѓутоа во контекст на западните вредности и на западната перцепција. Не за глобалниот југ, например во Африка, многу слично, или пак за Русија, каде што сушност поинаку се постави. Например, да не заборавам и ова да го кажам, сега најпопуларна песна во Русија "Ние сме Руси", за кој што повторно одиме на една работа која што ја говоревме, а тоа е дека кај Западот се јави проблем, бидејќи сметаат дека кај опозицијата ќе најдат партнер со кој ќе можат да го еродираат, да кажеме, шпицот на Путин, но сватија дека они, да, се против Путин, ама не се против тоа што Русија го прави да си ги врати назад териториите или империализмот на Русија. Уште една информација која што можеби пројде помалку не толку во фокусот во медиумите е тоа дека мимо апропо случувањата со Вагнер, дека Русија во моментов изведува една од најголемите тактички војни вежби над Балтикот, во кој што се вклучени преку 250 воздухоплови. Што ова говори, професоре? Говоревме на форумот, да подсетиме и за нашите гледачи, дека авиацијата не беше вклучена толку во изминатиот период, иако изминати од контраофанзивата гледаме активно вклучување на авиацијата. Говорам овде за бомбардерите и за ловците и хеликоптери на русите на терен. Што може да очекуваме по ваквите војни маневри во Русија, особено кога имаме војни маневри, тоа е некаков предзнак за некакви операции на терен. Точно, затоа што во целиот оперативен дизајн на војувањето, ова е фаза во која што всушност се билдаат мускулите или се подготвувате, каде што, или тоа е фаза пред да ја зграбчите иницијативата, односно да започнете со борбени дејства. Ова е се уште фаза на одвраќање, или тоа е така наречено праќање на порака на потенцијалниот непријател дека сме сериозни и имаме капацитет нешто да направиме. Во исто време е и извежбување за потенцијални дејства пред, или генерална проба, ајде да кажеме, пред нешто да направите. Но мора да кажеме дека не мора да значи, бидејќи основната идеја на ваквите дејства е да се одврати било каква или да се прати порака дека еве ние сме силни, еве ние сме сплотени, еве ние сме единствени. Ова е особено битно заради тоа што контекстот или периодот во кој што тоа се случува е период во кој Русија треба да се прикаже дека е на колена и дека Русија во суштина има проблеми. Они сега сакаат да демонстрираат, шалили смо се, ние сме малце посериозни и малце сме посилни од она што сме.
Пак ќе кажам, сега тука има уште една работа. Точно ние говоревме ново, меѓутоа ако се сеќавате во првите делови или првата третина од овој форум, која анализиравме целата работа, во неколку наврати предупредивме дека сето ова може да биде добра маскарада или маскировка, ајде пак ќе кажеме на Русија, тоа е да не сака да го покаже целиот потенцијал, затоа што пак ќе кажам се она што ние го гледаме, они како што се уште Русија тврди дека е во специјална воена операција и дека не станува збор за генерална мобилизација. Магнитудата, големината на количеството оружје и опрема кој што ја има Русија, само по себе има елементи да се прифати дека тоа е точно. Затоа што ако се сеќавате, говоревме дека имаше информација дека Русија снемува муниција. Да, и дека ништото не е во точно. однос на артилериски зрна, во однос на техничко оклопни возила, во однос на и авиацијата меѓу другото. Меѓутоа факт е дека руската авиација е надмоќна над украинската. Она во моментов што сега како одговор на овие руски увежбувања врз Балтикот, Киев тврди дека единствен одговор ќе бидат западните F-16. И тука е веќе сериозен проблемот, бидејќи и Русија за сватија дека тоа ќе биде проблем, заради тоа има остра риторика. Путин, но и Лавров испратија сериозни пораки, а тоа е дека нема да се либат или нема се воздржат да таргетираат цели кои што ќе задвижуваат F-16 авиони дури и на територија на НАТО земји, бидејќи со тоа ќе сметаат дека тие земји се директно во поддршка на воените операции кои што ги изведува Русија. Или против неа. Де факто е вистина. Тоа е точно дека е така, но што ќе значи тоа, дали тоа ќе значи да кажеме веќе почеток на она Трета светска војна од кој што сите стравуваат, или не, или тоа ќе бидат хируршки, да кажеме, гаѓање на територија, но повторно е тригер кој што ќе го постави тогаш кредибилитетот и легитимитетот на НАТО. Во исто време, да не се лажеме, Америка е исто така сериозна. Неколку конгресмени доставија резолуција со кој што јасно ставија на знаење дека било каква игра или било какво, да кажеме, подигрување со нуклеарното оружје ќе значи реакција или контрареакција, односно враќање назад. И сега тоа се всушност елементи на вистинската теорија на одвраќање во која што вие создавате психолошка перцепција, значи психолошко уверување кај противникот дека сте сериозни во она што сакате да го постигнете да го направите. Што е тука сега опасно? Ако се сеќавате, пред 2 месеци рековме дека Шведска и Норвешка беа мощно возбудени или вознемирени, прво заради тоа што пловеа нуклеарни подморници во нивните води, второ дека тоа оружје маневрира и трета работа е дека на некои маргини, и тоа исчезна веќе од медиумите, се беа уловени така наречени виолетови звукови, тоа се шумови кои што ги зрачат уредите наводно на руските системи или така наречени скада системи на нуклеарните оружја. Тоа значи дека тие се биле активни или Русија веќе ги пробувала, што значи дека Русија е подготвена на еден ваков чекор. Следно, она што мене ме загрижува е што Лавров започна да ја има риториката на Медведев. До сега се смене улогите, Лавров до сега беше многу дипломат, воздржан во неговите излагања, додека Медведев беше лошиот полицаец, дека така да се нашегуваме. Сето тоа говори дека информациите од тие спијачи, тие разузнавачи, за кои што не може да ги видите во медиуми или по социјални мрежи, освен ако не направат некој лик таргетиран намерно, со цел да се има псајоп дејство или психолошки операции и дејство на инфлуенс и на влијание, значи дека нешто се случува кое што се уште не може да го видиме. Ако го ставиме сето сега тоа во контекст со разместувањето на силите, со целата оваа приказна што ни се случува и така натаму, во тој случај мислам дека работите водат кон заострување на конфликтот и евентуална можност за инволвирање на други страни, ако ништо друго Белорусија и евентуално Полска до некаде во самиот воен конфликт. Тоа само по себе е ескалирање на ситуацијата наместо деескалација, иако мора да признавам дека одредени извори од теренот во Украина, барем тоа што се споделува во каналите на Телеграф, е дека најверојатно постои да кажеме во рамките на украинското водство
постои се посериозен разговор за тоа дека можеби ќе треба да се прифати некаков вид на примири, односно и разговори и да се разговара, односно да се оди кон замрзнат конфликт. Токму така. Од прилика на гледачите им пообјасниве малку подетално и проанализиравме од оние информации што може да се прочитаат само како вести во медиумите и светските вестници. Професор, во интерес на времето и на емисијата и на вашите обврски за денеска имам уште едни кратки две прашања. Едното е исто така поврзано околу нова донација на македонската армија во оружје на Украина. Станува збор, за сега е неофицијално, пакетот ќе содржи пренесување на оние оклопни возила кои што македонската армија ги имаше. Станува збор за БТР од советско производство 80, доколку не грешам, кои што ќе бидат дадени на Украина. Имаме и БТР 70, исто тие се такви верзии. Значи самите називи ви кажуваат дека станува збор за оклопни средства кои што се од 70-тите и 80-тите години од минатиот век. Не значи тоа дека се лоши. Токму така. Во остатокот на светот тие се уште се во функција и гледаме дека се дека и Т-34 функционира во Украина и дава резултати. Тоа не е поентата. Поентата, пак ќе нагласам како во неколку наврати сега е колку ќе можете да го одржувате тоа, затоа што како старее тоа средство бара поголемо одржување или поголеми трошоци издатоци за одржување. И тоа можеби не е токав проблем, колку што е проблемот од каде ќе можете да набавите опрема за да ја одржите. Значи само по себе ви доведува ги врзува рацете дека не може да го користите средство. Неколку наврати исто така кога говорам за ова, за да не бидам погрешно сватен, нели сега дека само ја поддржувам власта, можеби поголема функција или поголеми новинарите, можеби ќе треба повеќе се фокусираат како вие ќе го надополните тој капацитет. Дека треба да ја дадеме, треба. Прво заради тоа што сме НАТО земја, второ заради тоа што Украина рековме историски. Критиките на граѓаните и воопшто на македонската јавност е дека неодржувањето на истите тие средства во периодот што бил изминатие 10 на 15 на години од конфликтот можеби па навамо, довело до тие да не се во употреба, да не се ставаат во употреба. Тоа е точно. Дека лошо се одржувани, дека се одржувани на лош начин во изминатите 20 на години. Тоа никој не го крие. Дали војната во Украина можеби ќе сврти нов лист? Иако гледаме дека на терен и се случуваат промени, минатата недела беа набавени вториот контингент на американските оклопни возила пристигна во Македонија, меѓутоа и во периодот што следи треба да стигне Страйкер, американското оклопно возило. Прашањето ми е дали неопходно беше, нели, оваква донација или периодот што изминал поради лоша грижа. Ја искрено ќе кажам дека може возила секое лошо има добро. Сега, може би малце е невкусно ова, меѓутоа за украинскиот народ, но во секој лошо има добро. Ова беше wake up call или освестување за тоа дека не може да си играме со мирот и безбедноста и дека не може да го градите капацитетот преку ноќ. Така. Ние свативме, претпоставувам дека свативме, дека ќе треба да направиме рез, но второ ова е исто така добро како што им помогна на добар дел од источноевропските земји да направиме смена на платформите кои што ги имаме, а тоа е застарени системи кои што зависат на советска основа. Не се во стандардите на така, а се надвор од стандардите на НАТО. И сето тоа всушност представува добар исчекор напред. Сега, за да не бидеме, да кажеме, некоректни до крај, би кажале, овие платформи нови, кои што и бараат поголема агилност во одржувањето, бараат поголеми агилни капацитети во човечкиот фактор, во тоа да знаете, значи не може да ги користите како обични затоа што имаат, да кажеме, барат поголема когнитивна свест за да може да ги користите овие средства, но имаат поголема ефективност. И сега тука некаде треба да се најде и балансот и ако се ставиме дека ние сме веќе дел од алијансата, тоа значи дека е правиот потек. Но она што треба да алармираме е дека овие
оружја не можете да ги имате по стариот систем, еднаш кога да ги купите и дека тие ќе траат вечно. Значи тоа бара одражување, бара зановување и бара прилагодување на доктрината за да можете да ги користите тие средства. Историјата покажала дека недоволно сме се грижеле овие изминати 20 години, што уверувате дека еве новата опрема ќе бидеме предпазливи во вакви едни услови да македонската армија може да одговори. Добро, ајде да бидеме фер, да кажеме дека еве свеста за тоа дека требало да ги купите овие средства и дека смените, можеби веќе е индикатор, не знам, не велам дека е така, е индикатор дека се променило нешто и дека сме станале свесни за тоа дека не можете мирот преку ноќ да го направите ако не го изградите, ако перманентно не ги градите тие капацитети. Не се вложува токму така. Затоа и меѓу другото неодамна беше промовиран и планот за развој на армијата во наредните десетина години, меѓу кои што беше и набавката на нови оружени средства за армијата. Кратко, Косово, имаме повторно тензии, од една страна имаме релаксирање, ослободување на косовските безбедносни служби кои што беа уапсени од страна на српските власти, но од друга страна Приштина и понатаму провоцира со акти. Мислам дека последниот пат, ако се сеќавате, кога зборевме дека ќе играме топло-ладно и дека они ќе си ја префрлаат топката еден на друг, со цел да си го релаксираат, да кажеме, притисокот кој што ќе дојде. Еве сега, на пример, Вучич, врз основа на предлогот со западноевропските земји со кои што разговарал, го убедиле нели таму да ги даде, да ги ослободи, овој како се вика, тука ми се чини Унгарија одигра нели наводно како се вика улога, во кој што Вучич реши да ги ослободи полицајците на косовските безбедносни сили или припадници на косовските безбедносни сили. Сега имате ново збиднување во кое што всушност повторно тоа е јакнење на мускули за домашна атмосфера, но во погрешна насока, како што реков, и мислам дека пак ќе кажам ова е дел од тие игранки кои што си ги прават сега со тоа се Вучич можеби ќе имам некои 15 дена релаксиран, бидејќи притисокот сега ќе биде врз Курти, затоа што сега ќе треба кај него сега ќе треба да се прави притисок и така натаму, но се до тоа ќе трае додека не се пресече, замрзнат конфликт Косово. Косово секогаш замрзнат конфликт затоа што начинот на кој што беше решен на сила и преку доминација на една страна решение. И внимавајте кога ќе го работите ова, секој постконфликтно ангажирање, во кој што применувате така наречена транзициона правда. Не транзициона право, транзициона правда. Вие у суштина на еден помагате, на друг одмагате и тоа никогаш нема да пројде. Значи тоа мора да го разберете. Колку и да се радикални некои сваќања, тврдат дека додека не се исчистат работи, додека не направите чисти, како се вика, територии, вие нема да имате мир. Не тврдам дека тоа е добро, не тврдам дека тоа е модел, меѓутоа, за да можете да функционира мултиетникумот и мултикултурализмот, бара силни лидери кои што не се корумпирани и лидери кои што му мислат добро на народот. Такви лидери тешко дека ќе најдеме. Изминатите 30 години покажуваат дека Балканов нема капацитет да генерира такви лидери. Професоре, овдека некаде ќе ви се заблагодарам за вашето последно гостување во оваа сезона на Утрински печат. Се надам дека од септември во некоја ново руа овдека во студиото со нови содржини ќе ни бидете повторно гостин со вашите анализи за меѓународната политика. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.